Здраво на сите, добре дојдовте во уште едно видео на каналот Тато во форма на интервју. Денеска имаме едно познато лице кое што веќе не можем ни да кажам дека е гостин, туку можеме да кажеме дека е редовен соработник на овој канал. За нашиот разговор имаме еден посебен повод, тоа е излегувањето на првата книга на македонски јазик за криптовалути. Пред да го почнеме разговорот со нашиот соговорник Дарко Симуновски, јас би сакал да се заблагодарам на сите оние кои што го следат овој канал и кои што деновиве доби 700 следачи. Многумина би рекле дека 700 следачи не е нешто посебно, со оглед на тоа дека е работа која што ја работам сам, ја работам ентузијастично, ја работам во моето слободно време, за мене е голем успех. Многумина не идувам на тоа дека не сакаат да кликнат subscribe, кој што е сосема бесплатна работа од каци или од презир кон тоа што го правам, а од друга страна одиме на балканските YouTube канали кои што имаат по десетици, а некои од нив и стотици илјади претплатници, од кои што верувам дека барем 10.000 или повеќе од 10.000 доаѓаат од Македонија. Така што ова не е никаква критика, ние сме тука да создаваме содржини на македонски јазик и сите они што сметаат дека македонскиот јазик е важен да има содржини за било која тема, вклучително и за економија и за криптовалутите кои што ќе збориме денеска, може да го направи тоа со поддржување на овој канал, кликање subscribe или споделување на социјалните мрежи. Со оглед тоа какви глупости се споделуваат, споделување на едно вакво видео претпоставувам дека нема да направи никакво зло, а дека ќе има корисни работи од тоа секако. Сега ние да се посветиме на нашата работа. Дарко, добре дојде во ова, се чини трето поред интервју. Добре те, Владко, секојаш ми е задоволство да бидам дел во овие разговори, секојаш имаме ние интересни разговори и наистина ми е чест и задоволство што сум повторно тука кај тебе гостин. Комплименти за новата книга која што јас, бидејќи е свежо излезена од печатница, не можам да имам во хард копи, ама ти беше така добар да ми ја дадеш во PDF. Книгата се вика Фундаменти на криптоиндустријата. Кажи ми сега неколку зборови околу тоа како дојде до тоа да ја напишеш книгата и околу издавањето, дали имаше потешкоти? Идејата за книгата, Владко, мене ми е веќе пред 2 години. Искрено да ти кажам, значи книгата како што е склопена во ова финална верзија што ја гледаш, ти ја гледаш неофицијалната верзија, ми требаше скоро 2 години, затоа што потребно е нормално пред се едукација, преходно познавање на работите, процесот на едукација која станува за криптовалути, јас се уште се сметам дека сум ученик. Без разлика, значи, на мојата работа, што веќе можам и да ја покажам и да се пофалам, меѓутоа, овој свет е толку специфичен затоа што се заснова на технологија и економија, и така да дефинитивно нема крај учењето, затоа што секојаш излага нови апдети, нови работи што се поврзани со технологијата и економијата, апсолутно. Што се однесува за издавањето, воопшто немав проблем. Постоеше голем интерес од неколку издавачки куќи. Имаше огромен интерес затоа што сепак ова тема е што се задира прв пат во историјата на Македонија. Македонија литература што се однесува за криптовалутите, а камо ли домашен автор. Искрено мислам дека како домашен автор можно и да сум и на Балканот прв, пошто немам сретнато, може би има, не можам да кажам со точност, од автори низ Балканот може би има, но јас немам сретнато, имам најдено преводи, но меѓутоа не е од оригинал балкански автор. Кажи ми, дали има опција да се купи во криптовалути книгава? Едно провокативно прашање. Одлично прашање. Значи, во тоа што јас го работам со Токен Падок, целта е Токен Падок тотално се префели во Web3, така да апсолутно книгата ќе има можност да се купи како NFT преку одредени платформи,
и ќе може секој да се купи со криптовалути директно на wallet и да се има таа копија. Апсолутно тоа ќе биде во текот кога ќе излезе англиската верзија, затоа што сакав да ги со чест за македонските граѓани, затоа што сепак јас сум македонец, од тука сум од Македонија и сакав да им дам првенство на македонците и затоа извадив прво македонската верзија. Англиската верзија би била наредниот месец и ќе биде продавана на сите светски продавници, вклучувајќи Amazon и eBay. Вака сега, пред да почнеме да ги разгледуваме содржините на книгата, накратко јас морам да те прашаме на работа. Од првата половина на оваа година криптопазарот го следеше крахот на се останато, значи берзите, инфлацијата и се останато, така што моментално се наоѓаме во една состојба каде што имаме една хибернација на криптовалутите. Еве биткоин е околу $20,000 и останатите криптовалути се поприлично ниско и се она што значеше заедница на ентузијасти како да спласна. Кажи ми како ги гледаш овие сега настани, што се случи, што се подготвува и како, да речеме, ќе биде состојбата со вредностите на главните криптовалути во периодот што следи? Да, одлично прашање, Владко. Види, сепак ние сега се наоѓаме во рецесија. Затоа што веќе многу централни банки, особено во западниот свет, веќе ги качија каматните стапки за да успорат ова инфлација. За тоа е дел од тие алатки на макроекономијата, односно на монетарната политика на секоја централна влада во корелација со владата. Факт е дека сите финансиски средства ќе крашираат. Веќе крашира и дополнително може да крашираат, односно да паѓаат цените, затоа што сепак сме во еден таков процес на рецесија. Во тој процес на рецесија помалку пари се трошат, помалку пари се во оптек, односно на пазар, така да сите гледаат да штедат и помалку да трошат и тоа природна појава. А криптомаркетот е дел од тој финансиски пазар. Значи, како што се акции, обврзници, комодитети, значи криптовалутите се дел од тие финансиски пазари, така да не можат тие да бидат имуни на ова што се случува околу нас. Али кога гледаме на малку друга перспектива, на малку подалеку видно, ако гледаме, криптовалутите представуваат можност, историска можност, генерацијска можност за сите луѓе во светот во овој период да акумулираат криптовалути за да може да стигнат до својата финансиска независност. Затоа што криптовалутите веќе докажа на многу луѓе им дадува финансиска независност, затоа што повратот што потенцијално може и понатака да биде на криптовалутите е неспоредливо со није на финансиско средство. Во контекст на ова, јас искрено не гледам логичност во тоа како покачувањето на каматните стапки на валутите што доаѓаат од централните банки ќе придонесе за намалување на инфлацијата, затоа што, да речеме, некој сака да купи стан, куќа, или некој купил куќа има променлива каматна стапка, со зголемувањето на овие каматни стапки, цената што ја плаќа како камата се зголемува, што значи зголемувањето на цените мене логично не ми изгледа никаква мерка која што може да ја спречи инфлацијата. Која е твоето мислење? Јас сметам дека апсолутно тоа е најдобрата мерка што може да се направи. Особено кога зборуваме за пазарна економија, што се базира на пазар. Значи, таква е пазарна основа на пазарна економија имаме пример во Америка, во западниот свет. Македонија не е пазарна економија. Македонија е производствена економија. Значи, кај нас БВП зависи од производството. За разлика во Америка не зависи од производство, туку зависи од колку луѓето и фирмите трошат. И кога се намалува оттекот на валути пуштен во пазар, де факто се намалува инфлацијата, затоа што коренот на инфлацијата е секогаш пуштање на промет повеќе валути од толку колку што треба, односно од колку што реалниот БВП дозволува.
затоа што ние тоа го видовме, затоа мене не ми беше лесно кога кажа Влани дека 2022 ќе има висока инфлација. И јас, за жал, бев во право. Затоа што тоа е многу едноставно. Кога пуштате повеќе валути во вашиот БВП што ви дозволува, дефинитивно вие ќе донесите инфлација. И тоа се случи со популистичките мерки за време на ковид кризата. А инаку што се однесува за следната година, ова што се случува со времето, што донесе и енергетска криза, тоа на едната година ќе донесе и криза за храна и во снижирана набавка за храна. До прва ќе гледаме кризи, апсолутно. Па добро, јас мислам дека ние сме од оние генерации кои што сме родени во криза, така што кризата ни доаѓа некако како природна состојба. Да. Ние сме испраксани тука на Балканот. Така, има една поговорка, од американци имам слушнато, вели, дедо ми одеше 10 мили за да донесе храна. Татко ми одеше 1 милја и јас возам Јагуар, мојот син нема воопшто да чекори, додека мојот внук или мојот правнук ќе морат повторно да одат како дедо ми, затоа што, вели, лоши времења создаваат силни луѓе, а силните луѓе создаваат добри времења, а добрите времења па создаваат слаби луѓе, така што тоа е еден вид на циклус. Да. Така, апсолутно. Јас мислам дека присуствуваме на едни историски времења во секој поглед и сега дефинитивно интернетот почнува да станува институција и со тоа станување институција се она што го знаеме како наша реалност, конкретно и за книгите. Книгите од хартија стануваат дигитална содржина. Истото се случува и со економијата, односно со финансиските средства, да не го користиме ограничувачкиот збор со валутите. И сега има две струења во тој поглед. Едното струење се криптовалутите, кои што мислам на изненадување се појавија први, и сега оно второто кое што централата го спрема, тоа се тие дигитални валути на централните банки. Ајде да видиме, значи, во која насока ја гледаш, да речеме, наредната деценија до 2032 година, како ќе се разбудиме, да речеме, на 1 јануари 2033 година? Што ќе имаме, што ќе немаме тоа што го имаме денес? Одлично прашање. Види, Владко, светот на кај ќе оди, во која насока ќе оди, тоа зависи од колективната свест или колективната несвест на луѓето. Од тоа зависи, затоа јас со ова што го правам, се обидувам една мало фрагментче, мало делче да ја креирам таа свест. За луѓето да разберат дека дефинитивно одиме ние во дигитализација. Тука нема прашање. Одиме во роботизација, одиме во време каде што вештачката интелигенција и роботизацијата ќе бидат први на педијастал. Луѓето ќе останат без работа. Во наредните 5 години многу луѓе ќе останат без работа. Значи, работи како што се во фабрика на производство, работи како што се камионџи, таксисти, има пример, деливери дома, пошта, такви работи дефинитивно во имината нема да постојат. И тоа не е спорно. Но меѓутоа, што е спорно? Дали луѓето, ако се освестат, ќе одат во дигитализиран, децентрализиран свет, а ако не се освестат, ќе бидат тотално поробени во центристички дигитален свет, односно во дигитален затвор. Како, зошто ово го зборувам? Јас ретко сум научен во животот мој, затоа што секогаш моите идеи биле пред своето време. Тоа тие работи што јас ги следам и можам, знаеш, кога веќе си запознаван за одредена тема и кога ги следиш редовно, можеш и да даваш одредено предвидување за имината. Јас имам две предвидувања за имината. Едното е утописко, другото е дистописко. Како што реков, тоа зависи пак од нас. Сега, ако работите продолжат така како што се во моментов, затоа што во моментов идеме негде околу 300 милиони луѓе, може би нешто над 300 милиони луѓе што користат криптовалути. Од тие луѓе, голем дел
Јас би рекол само 10% се вистински едуцирани. Значи, проблемот е во информацијата, затоа што информацијата е се. Проблемот е што денешно време луѓето немаат информацијата затоа што постојано се зафатени со своите работи и кога се враќаат од работа се занимаваат со мејнстрим медија, гледаат вести и се занимаваат со небитни статистики како на пример колку лајкови има на Инстаграм и такви работи, без да ги погледнат работите што се случуваат околу нас. Овие работи јас што ги зборувам, вклучувајќи и во книгата преходно што ги зборувавме, и јас и ти која зборувавме за CBDC, овие работи не се ништо лаички, ништо не извадивме ни од джеб, едноставно овие работи стојат пред нас, секој може да ги види, да ги увиди, да ги прочита и да донесе заклучок. Ние само ги прочитавме, ги видовме, донесовме заклучоци и разменувавме мислења, како што го правиме тоа сега. Сега, ова централната насока, каква е таа централна насока? Тоа што ќе се случи наредната година. Наредната година ќе излезат овие дистописки CBDC, дигитални валути на Централна банка, ќе излезат негде очекувањата за Америка се за USA, САД, очекувањата се дека ќе излезе негде јули, август, најкасно за ритейл продажба, за продажба, односно за секој еден човек. Во Европа се очекува октомври, ноември да биде крајниот датум каде што секој еден човек ќе има волет врзан со Централната банка на Европа. Исто така, во Австралија, Канада, значи сето тоа ќе се случи во наредната година. Со некои мали исклучоци за други држави што може би во 2024 ќе ги имплементираат овие електронски токени. Разликата што е? Зошто криптовалутите ги сметам како битно? Многу едноставно, затоа што криптовалутите представуваат децентрализиран свет на финанси и технологии и зачувување на информацијата на секој поединец, што е многу битно. А од другата страна ќе има централистички токени, односно токени што се на централизиран леџер, и тоа значи дека тие ќе имаат тотална контрола на секој поединец, секоја фирма широм светот, во секој даден момент. Така да тие се тие диференцијални, значи различни работи што треба ние да ги посматраме и треба со знаење, само со знаење и со информација да можеме да ги одбегнеме таквите дистописки идеи што се наметнуваат на населението без никакво прашање. Но меѓутоа, ова многу лесно ќе се спроведи затоа што самите луѓе немаат едукација, немаат поим што е CBDC и немаат поим што е крипто. И тука лежи проблемот. Кога би луѓето би имале оваа информација, сигурно дека нештото можеме да ги промениме, апсолутно. Има еден сектор кој што може би не се чувствува дека е во криза поради овие промени, ама е сериозно во криза, тој е секторот на комерцијалните банки. Бидејќи кога оние кои што ќе имаат директната контрола врз монетарната политика ќе бидат централните банки, ќе немаат потреба да ги пласираат, затоа што моментално централните банки немаат можност директно да го пласираат капиталот, односно валутата дека пуштаат директно во оптек, па се користат со комерцијални банки. Комерцијалните банки заедно со многу други сектори, ти спомна транспорт, спомна да речеме супермаркети за широко снабдување, сето тоа се работи кои што се предвидени за изумирање, ама не се предвидени дека некој седнал и ги напишал, туку едноставно тоа органски ќе престане да постои потребата за нив. Вака некои работи од книгата на кратко, да јас првиот дел мислам, првиот модул мислам дека генерално го опфативме со овие неколку прашања што ги поставив. Кажи ми безбедноста на мрежата, значи сега повторно околу тоа како што се паднати, да речеме, валутите, мрежата, одржувањето на мрежа, дали значи самите рудари или мајнери имаат се уште мотивација да ја одржуваат мрежата и колку таа мрежа е сигурна, затоа што 2022 година беше и година во која што имаше и многу хакерски упади, да нагласиме во централизирани менувачници, имаше многу крахови, како што беше тој на Луна, значи, ајде за таа безбедност на мрежата, колку значи во овој сектор инвестирањето и чувањето на капиталот во криптовалути е безбедно? Да, одлично прашање.
кога го гледаме криптосветот, кога ги гледаме криптопроектите, односно кога ги гледаме тие проекти што имаат свој блокчейн, денешно време има денешно време има голем дел на криптовалути со свој блокчейн, што имаат блокчейн, но меѓутоа тој блокчейн функционира на еден вид, може би да се нарече малку централистички. Пример да речеме, имаме одредени криптовалути што се во топ 10, каде што имаме отприлика максимум 20 или 100 валидатори, односно мајнери. Тоа е проблем, затоа што блокчейн е споделена непроменлива книга на податоци. И сега таа книга на податоци треба да се валидизира и треба да се евидентира према секој мајнер. Секој мајнер има дел од тој дистрибуиран леџер, таа папка на податоци, каде што треба, значи како што се валидизира еден блок во блокчейнот, значи кога се случува тоа, сите добиваат од таа папка на податоци, сите добиваат копија и сите треба да се согласат. Значи што значи тоа? Колку повеќе валидатори, односно мајнери има во мрежата, тоа значи е подецентрализирана мрежа. Значи колку повеќе ги има, толку е подобро, подецентрализирано и посигурно. Тоа е една работа. Кога ме праша за хакирањето, хакирањето се случувало и понатаму ќе се случува на платформи. Но меѓутоа тоа се зборува, тука веќе зборуваме за централистички платформи, тие не работат со блокчейн, тие нема де факто, тие немаат врска со блокчейн. Например, кога вложувате во една, да речеме, Coinbase или Binance, кога ставате крипто, вие не сте во интеракција со блокчейнот. Вие сте интеракција надвор од блокчейнот во една централистичка структура. Значи, фактички, таа платформа може да биде хакирана и луѓето може со тоа да ги изгубат средствата. И затоа не е случајно, јас и тоа и во книгата ви спомнато, кога чуваш крипто на Binance, како пример го кажувам, значи тие се централистички, за сите централни менувачници ова важи, тоа исто кога чуваш пари во банка. Кога чуваш пари во банка, технички ти не си во контрола. А кога чуваш кеш во джеб, тогаш ти си 100% во контрола. Тоа е возможно кај криптовалутите само кога се чуваат на децентрализирани, односно hot волети или hardware волети, cold волети. Значи тоа е единствен начин и само кога сме во блокчейнот. Сега, ако мене ме прашаш, јас сметам дека моментално вистински децентрализирани мрежи се многу малку, за жал, но меѓутоа се работи на тоа да се шири и да станува се подецентрализирано и тие што се мрежи функционираат како блокчейн, но меѓутоа поради како што спомнав малку валидатори има во мрежата и тие се трудат понатака за да ги прошират, да има повеќе валидатори, односно да зголемат децентрализираноста и сигурноста во мрежата. Се во контекст на ова, значи во третиот модул имаш обработено за рударењето и за видовите на консензус. И пред да го почнеме овој официјален дел на разговорот, јас ти кажав, јас знам за Proof of Work и Proof of Stake. Сега и знаеме дека дефинитивно и Ethereum помина на Proof of Stake. Дали во еднина единствениот гломазен систем на Proof of Work ќе остане Bitcoin, додека еднината на подинамичните блокчейни е сепак Proof of Stake? Дефинитивно, за жал, Bitcoin ќе остане најголемата мрежа во светот што ќе остане на Proof of Work, доказ за работа. Останатите криптовалути, најголемиот дел се во Proof of Stake. Сега има поинакви алгоритми, ќе навлеземе тоа малку. Да го кажем, да го објаснам. Значи, секогаш кога имаме блокчейн кој работи на доказ за работа со вистинско мајнирање, односно со компјутерска моќ, дали е тоа преку процесор или преку графичка картичка, кај Ethereum беше графичка картичка, кај Bitcoin е со процесор и со посебни компјутери ASIC специализирани што се за Bitcoin мајнирање. Меѓутоа, кога имаме еден блокчейн што функционира на начин Proof of Work, доказ за работа,
тој несомнено дефинитивно станува сам по себе, тој алгоритм му дава уште подетална децентрализираност и му дава дополнителна сигурност на самиот систем. Зошто ова го зборувам? Затоа што, пример сега, Ethereum. Јас сум незадоволен што јас лично, како човек што ги разбира овие работи многу добро, јас сум несреќен што Ethereum замина се префрли во Proof of Stake. Зошто ова го зборувам? Затоа што денес за да бидете валидатор на Ethereum не беше како преходно каде што може буквално секој човек од секаде да може да се приклучи во мрежата со мајнирање, со помош, со рударење со помош на графичка картичка кој што беше досега. Сега вие треба да имате минимум 32 етериуми во посед, затоа се вика тоа Proof of Stake. Тоа значи доказ за удел. Тоа значи колку повеќе имаш коини, односно монети од тој блокчейн, ти имаш повеќе шанси за валидација. И тоа значи дека профитот, се повеќе профит од тие трансакции што се случува внатре во блокчейн мрежата, значи тој што повеќе валидизира, нормално зема поголем профит. Но меѓутоа, тука се создава една непријатна хиерархија во самиот во блокчейн, затоа што тие институции што ќе имаат повеќе пари да вложат и да купат од тие, ќе имаат повеќе можност за валидизација. Но тоа проценка над $50,000 по цената која што има Ethereum сега, ако се 32 Ethereum, над $50,000 може би многу повеќе сега. Точно сметка нема. Да, но меѓутоа тоа не е се, тоа не е единствениот проблем тука. Најголемиот проблем што мене ме загрижува кај Proof of Stake е промената на самиот блокчейн може да дојде до било каква промена на еве конкретно на Ethereum блокчейн, затоа што пример сега речеме, иде некоја банка, веќе имаме неколку банки што се во Ethereum блокчейн како валидатори. И сега замисли ти овие централистите земаат место положба во самиот блокчейн како валидатори, утре може да поднесат барање, тоа се викат voting governance, значи кај што секој гласа за промена на внатре во мрежата или во апликација ако станува збор, зависи за што. Значи тоа го дозволува криптосветот. Сега, ќе го злоупотребат, затоа што тие можат, значи ова е потенцијално, значи како можност, значи да е потенцирано, не е ова нешто сигурно што се случува, туку како можност. Значи постои можност тие да го променат консензусот внатре во мрежата и да побарат барање на било какво менување внатре на правилата во блокчейн мрежата. Затоа што де факто, како што е таков системот Proof of Stake доказ за удел, дефинитивно тие можат да направат било каква промена во мрежата што нив ќе им одговара, а не нас на обичните луѓе, затоа што јас лично сум заинтересиран само за децентрализираност и сигурност. Не е проблем трансакциите, затоа што ние имаме Layer 2. Постојано, за жал, би рекол се сатанизира терминот на трансакции по секунда и постојано биткоин се спомнува како тој е најспориот и така натака. Меѓутоа ова паѓа во вода затоа што биткоин има свој 2, Layer 2, Lightning Network. Значи таа мрежа работи на тоа да може трансакции да се одвиваат многу побрзо. Моментално Lightning Network е побрзо дојде од Mastercard според некои предвидувања. Значи добивате инстантни примања и праќање на биткоин во валетот. И тоа кошта фракција од денар. Така да, значи тие работи паѓаат во вода. Сега за тие Layer 2 понатака ќе зборниме зошто се крива, но меѓутоа само сакав да спомнам нова, зошто тоа дефинитивно Proof of Work е подобра опција. И како што реков, денешно време имаме малку мрежи што може да се пофалат со вистинска децентрализираност. Дали имаше прашањето да ме пропуштиш? Не, ворете, значи број 1 биткоини, значи кога јас секогаш кога зборувам за криптовалути, го имам во предвид биткоин како еден вид на фундамент, се останато е повеќе фолклор кој што ги надополнува работите, затоа што јас сум еден од оние што веруваат дека кога ќе се надминава фаза на еден голем бум и на ентузијазам за правење нови коини, дека кога ќе се
избистри водата, ќе останат не повеќе од 10, што исто така е многу, но нема да бидат илјадници како што се сега. Сега кога спомнав ова, еде малку да спомнеме монета, коин наспроти токен и кои се нови токени кои што според тебе со себе носат интересни проекти. Значи, првно, што е монета, што е коин, разликата и нови коини кои што периодов се појави и кои што имаат интересни проекти. Коин токен, значи вака сега. Ние во мејнстримот општо популарно можеме да стапиме секакви термини за криптовалутите, но меѓутоа криптовалутите де факто, технички гледано и дури економски гледано, тие сите се дигитални средства, де факто. Зошто го зборувам? Затоа што криптоиндустријата има одредени поделби на криптовалутите, како тие се делат. И имаме криптовалути, сега за коин токен ова да го спомнам. Значи коин, односно монета на македонски, е криптовалута што има собствен блокчейн. Свој собствен блокчейн мрежа, значи тоа е како биткоин, Ethereum, Solana, Cardano и така натака, да не ги редам другите. А токен технички е, оствари тоа е криптовалута што е представува одредена апликација или услуга изградена од озгора на блокчейн и тоа спаѓа во слој 3, Layer 3. И тоа се викаат, популарно се викаат или Layer 3 слој, или се викаат исто така DApps, односно скратено децентрализирани апликации. Но меѓутоа може да бидат и децентрализирани протоколи, може да бидат услуги изградени од озгора на блокчейн мрежата. И тие таквите платформи имаат своји криптовалути и тие технички гледано се де факто токени. Тоа е разликата на коин и токен, односно монета и токен. Таа е техничката разлика. За другиот дел од прашањата за нови токени. Има постојано мрежи што излагаат. Значи има, дефинитивно, еве сега излезе една интересна монета, Aptos, со свој блокчейн Aptos. Поентата тука е затоа што има многу финансиска поддршка овој проект. Исто така Binance Labs соработуваат со нив за развивање на овој проект. Јас си пишував на Token Paradox вебсајтот, веќе една најголемите децентрализирани минувачници, PancakeSwap, што функционира веќе долги години на Binance Smart Chain. Сега исто така ќе биде достапно на Aptos блокчейн од крај на овој месец. Исто така сакам да спомнам и јас имам и пишувано во книгата за DESO, Decentralized Social. Тоа не е толку нов проект колку што сега доби во оцјај, затоа што тие веќе направија свој блокчейн, направија тотално функционален. Ова е Layer 1, слој 1 блокчейн, Decentralized Social се вика, и е многу специфичен за разлика од другите блокчейн мрежи, затоа што овој блокчейн се занимава пред се со градење на социјални мрежи на овој блокчейн. И овој блокчейн каде што употреба на социјална мрежа, да речеме, да биде поедноставно за гледачите, како Twitter, да речеме, се замисли во тој Twitter, да речеме, ако е во блокчейн, ако биде во Ethereum блокчейн, пример, за да ставиш еден твит, може да те кошта многу пари, затоа што нели ради трансакциите што се високи. Сега, или ако ставиме во некој поевтин блокчейн, да речеме во Solana, таа е доста ефтин блокчейн за користење, или во Polygon, како Layer 2 на Ethereum, тие се исто така ефтини за користење, таму би коштало неколку долари, можеби, зависи. Тие такви интеракции во социјалните мрежи. Овде се фракција од денар. Не од фракција од евро или долар, значи фракција од денар. Поентата е тука затоа што тие сакаат да сите знаеме дека социјалната медија во светот има голема дисторзија и голема централистичка моќ и груба цензура. Јас лично многу пати сум бил цензуриран само затоа што сум ја зборувал вистината
И така да целта на ваквите проекти е да се даде слобода на луѓето и така да дефинитивно ова е проект што треба да се гледаат внимателно. Исто така има и други многу проекти како Торум, тоа е еден вид на децентрализиран Twitter, изграден од озгоре на Binance Smart Chain. И има доста апликации во кои има нови NFT платформи, постојано излегат нови проекти, но меѓутоа од овие панови сега што излега, како што реков Аптос би го спомнал, затоа што сметам дека има доста потенцијал поради начинот на кодирањето. Малку е поразличен и има некои доста иновативни работи во самиот блокчейн. Да, и сега во склоп на ова, како се определуваат цените, значи оние графици што ги гледаме пораст пад на цени, што влијае на тие цени, што ги определува колку ќе бидат значени? Така. Види, пред се, значи како секој еден маркет, секој еден пазар во светот, главно нешто што се одредува за цената дефинитивно е понуда и побарувачка. Значи тоа важи за било што, вклучувајќи и за криптовалутите. Сега, пошто како што спомнав, криптовалутите се спој на технологија и на економија. Така да, значи, кога ги гледаме што зависи цената во криптовалута, би дошло малку поразлично за разлика од овие што ги знаеме, да речеме во акции кога го споредуваме, во акции оди поинаку. Сега кај криптовалутите што се работите што одредува на цена? Значи има доста работи, јас ги набрав најбитните работи во книгата. Сега, како што реков, понуда побарувачка, тоа е првото нешто. После тоа, кога гледаме, сепак ова спаѓа еден вид на фундаментална анализа, али фундаменталната анализа веќе влага подлабоко во анализа на одредена криптовалута проект. Главни работи, како што реков, освен овие побарувачки и понуда, дефинитивно важи токеномијата. Токеномија е економија на токени. Значи, како одреден проект, криптовалута, во кој даден момент ги и пушта тие токени во продажба, во циркулација, во пазар, колку има во залиха, односно во резерви, и на кој начин се испуштаат и на кој начин се даваат наградите. Затоа што, кога пример, да речеме, некој стекување популарно на англиски, значи штеди криптовалути на некоја си платформа, добивате вие еден одреден каматна стапка, таа каматна стапка изразена во годишна, годишна каматна стапка е таа. И сега, пример, јас пишував за Phantom последно. Сега конкретно за ова што пишував Phantom, што сакам да кажам со ова? Phantom до сега беше негде на 13% годишна каматна стапка. Сега со гласање на заемницата внатре, затоа што тоа е возможно, тоа е скоро се проект на секој криптовалута го возможува тоа, да може сите што го има тоа, што го чува тоа одредена криптовалута, да има право на глас кога би се променувало нешто. Во Phantom ти изгласа тие 13% да се намалат на 6%. Зошто ова е? Затоа што, ако продолжат тие со 13% каматна стапка, Phantom токените ќе се потрошија, пошто Phantom токенот има ограничена максимална залика, за разлика, пример, од други, има некои што немаат. И сега, со тоа, тие наместо за 2 години да ги изменираат сите токени што треба да бидат пуштени во промет, тие тоа го продолжија за уште 2,5 години. И сега за 4,5 години ќе треба да помине за да се изменира овој коин. Значи, тоа е дел од тоа како може да утврдуваме цена. Исто така, ако зборуваме, пример конкретно за биткоин, хаш рейтот, јас тоа многу пати го спомнато, за жал за овој момент не го разбира, хаш рейт е многу битно, односно со каква стапка тешкотија народа да се случува внатре во коинот, кај биткоинот конкретно. Кога имате
повеќе hash rate, повеќе майнери, посилна майнинг процедура на рудење, значи повеќе која се троши, и ако во еден момент му дава на самиот биткоин, му дава притисок за цената да оди горе, ако во тој даден момент имаме зголемена побарувачка. Значи, има доста работи. Исто така, значи, што влијае на цена? Медиумите, социјалните медиуми, пишаните медиуми, значи сите тие што објавуваат, дали се работи за некое партнерство, некој апдейт во мрежата, ажурирање, тие се многу исто така битни работи што влијаат на цената. Исто така, дали тој проект има некаква иновација, тоа влијае многу на цената. Еве пример, сега Polygon скокна многу овие денови. Мислам дека беше над 25% за 2 дена скокна. Зошто тоа се случи? Затоа што Goldman Sachs користи Polygon мрежата и пофали Polygon мрежата. И со тоа дефинитивно дава еден позитивен фидбек во криптозаемницата и со тоа ги тера инвеститорите да го купуваат. Значи, таквите работи, значи, технологијата, економијата, како се одвива, на кој начин, сите тие работи се предуслов за комплетирање, за навидување на цената. И со тоа, исто така, кога гледаме одреден проект, треба исто така да знаеме да го споредиме со слични проекти, за да видиме дали таа моментална цена е реална. Затоа што исто така многу е битно да се види колку луѓе го држат тој токен, таа криптовалута. Тоа е многу битно. Можете да видите пример како Shiba Inu. Shiba Inu има само негде 5-6 адреси што може буквално да е колабира цената на Shiba Inu. Пример. Така да, овие работи се многу битни кога се следат. Значи има доста параметри за следење на цена, али овие се да речем еден на побитните параметри за цена. Збор 2 за техничка и за фундаментална анализа, Дарко. Значи овие сите овие работи нагласувам ги има во твојата книга, значи сега само онака ги разлистуваме темите кои што се внатре, значи луѓето кои што се заинтересирани ќе ја земат оваа книга и ќе ја прочитаат затоа што е нешто стварно и ново и свежо и корисно на пазарот, значи техничка и фундаментална анализа, делот од 5-тиот модул. Да. Вотко, значи техничката анализа е нешто наследено што преходно се случува и се следи и се користи техничка анализа преходно во наследените маркети. Како што се акции и за било кое финансиско средство ние да следиме цената на тоа финансиско средство, ние можеме исто така да доаѓаме до одредени предвидувања за иднината на цената на одредено финансиско средство со техничка анализа. Така да овде е само тој начин е само преземен од тоа веќе постоечкото. За техничката анализа, јас тоа го опишав во најкратки црти и во наједноставни црти за да може секој еден да разбере како оди тоа. Сепак, јас тоа го напоменив и сега ќе го спомнам, техничките анализи битни пред се за некој што тргува на дневна база или што тргува поредовно. Техничка анализа не е потребна за некој што не тргува редовно. Дефинитивно, значи тука не е потребна и нема ништо да смени. Тука ведеме на фундаментална анализа. Кај техничката анализа гибаме тие параметри што се веќе познати и користени, значи како Болинџерови траки, значи тоа е каде што можеме да видиме колку одредено средство е волатилно, цената негова е волатилна. Значи кога има спојување на тие Болинџерови траки, значи тогаш може да има голема промена на цената. IRS, односно RSI, односно значи тоа е движечкиот просек, EMA, исто така MACD, значи тие се параметри каде што можеме да утврдиме цената како ќе се движи од прилика, можеме да утврдиме. Сега има исто така други додатни параметри каде што
не секогаш се точно, морам да го спомнам, кај техничката анализа, затоа што, еве пример да ви кажам. Јас имам ситуација, еве на Твитер, јас често го користам, и имаше еден многу познат инфлуенсер, да речем, криптоинфлуенсер, имаше еден чарт споделено за биткоин и он тврди дека тој чарт покажува дека биткоин ќе оди горе. Јас на коментар му пишав дека ова е head and shoulders, глава и рамена се вика тоа, кога имаме буквално на таква оцртка на таа графа, и тоа дефинитивно може да покаже дека цената може да оди во надолна линија. Тоа е како bearish out, значи во bear market фазон влага цената, он го виде таа чарт, он го виде поинаку. И он викаше дека ќе оди. Јас му пишав, извини, јас гледам дека овде на чартот цената треба да оди долу. И токму тоа се случи. Сега, не значи дека он е лош трейдер или трговец. Едноставно, техничката анализа во голем процент може да ни покаже точно. Тие параметри може да ни покаже точно, но меѓутоа, де факто, во реалниот свет тоа не е секогаш така. Затоа што можете вие да добиете одреден индикатор, пример крст на смета или крст или златен крст. Ако одиме на тој индикатор златен крст, тогаш веќе, значи, тоа значи дека цената треба да оди горе. Но меѓутоа не значи секогаш дека тоа ќе се случи. Или ако гледаме движечкиот просек, може тој движечки просек многу лесно да се наруши. Затоа што на крајот на денот, таков вид, кога зборуваме за цена, дефинитивно тоа на фаза на шпекулација. Значи, тоа не постои ниту еден човек што може секогаш со сигурна точност да ви каже каде ќе се движи цената, тока да не се лажиме воопшто. Сепак, ова на некој начин е шпекулирање. Сега, кога зборуваме за фундаментална анализа, јас лично пред да почнам со криптовалутите, преходно, значи, уназад години, од 2007 и почнато со тргување на акции. Мојата прва акција беше во 2003 година, кога имав 18 години, затоа што татко ми беше економист, така да ги знам тие работи многу добро. Јас секогаш, без исклучок, после неколку години обидување со ова техничка анализа и со тргување, не дека не бе во профит, има профит, но меѓутоа исто така има денови и на загуба. Но кога имаме еден инаков начин на гледање на работите, односно кога почнав на фундаментална анализа, преходно со акции, па сега од 2017 натака со фундаментална анализа на криптовалутите, тука шансите за успех се многу посигурни и поголеми. Затоа што кога одиме на фундаментална анализа, ги гледаме де факто работите онака како што се. Тука нема шпекулација кај фундаментална анализа. Затоа што вие можете да ги видите тие одредени работи што треба да се следат во фундаментална анализа, и тоа ни дава точен приказ. Затоа што, пример, во фундаментална анализа може има доста неколку параметри, сега ќе навлеземе во тие. Значи, да видиме прво гледаме проектот. Проектот со што се занимава. Значи, тоа исто од фундаментална анализа за акции е различно за криптовалути, мора да ја повторам. Затоа што кога гледаш на акции и фундаментална анализа, ти следиш фирмата, следиш нивниот профит, нивните загуби, нивните вработени и така натака. Значи, овие параметри не ги гледаме ние во криптовалутите. Главниот параметр што се гледа е пред технологијата и ова што пред го спомнав, токеномија. Економија на токените. Тоа може да биде многу битно за одредување на одреден проект. Сега, кога е правилна проценката на технологијата во одредено средство, дигитално средство, односно криптовалута, затоа што тие повеќето од нив презентираат некој вид на проекти, нешто прават, некоја функција имаат. Значи, ако гледаме пример еве сега, да упростиме малку, ако гледаме пример покадот,
И кога ќе видиме такви проекти како Покадот се многу малку. И тие презентираат исто така Покадот е третата генерација на блокчейн. Зошто? Сега, тука кога ќе го видиш ти сваќаш дека Покадот е многу различен од остатокот. Имаме ние многу слој 1 блокчейн мрежи. Но меѓутоа, Layer 0, основен слој, нулта слој, моментално тие попознати што функционираат и обстојуваат се само 3. Но меѓутоа, архитектурата на Покадот архитектурата на Покадот е различна дури и нови други што се слој 0, како што се Avalanche и Космос. Така да, значи, од тука кога ќе почнеме, значи, мора прво да видиме со какој вид на технологија има. Значи, тоа е круцијално при криптовалутите. И исто така треба да видиме во фундаменталната анализа, да видиме како што спомнав економија, но исто така активности внатре во блокчейн, on-chain metrics. Тие се многу битни. И исто така проценка на проектот од финансиска гледна точка, односно на кој начин тие коини, односно криптовалути или распределувањето. Имаме одредени проекти, пример, каде што за заедницата, односно за корисниците, остануваат мал број процентуално на криптовалути. Да речеме, вкупната зарада 30-40% се дава на заедницата, што е многу мал. И кога ги гледаш тие параметри во еден таков проект, гледаш дека тој нема многу простор за растање. И фактички тие на некој начин распоредувањето на средствата е оди малку централизирано, затоа што добри проекти имаат таков вид на економија каде што е распределувањето на коините, на криптовалутите повеќе оди во заедницата. Значи, тие се многу битни работи, мора да ги следиме тие. Сега, кога прв пат се запознаваме со еден проект, ние мора да почнеме од white paper, белата книга, популарно наречена, затоа што тука се опишува проектот. Сега, ова е многу битно. Кога луѓе гледам, доста луѓе одат нови криптовалути што би можеле да стигнат пута 50 и така натака. Сега, што е проблемот кај тоа? Кога гледате кај ICO, тоа значи Initial Coin Offering, тоа значи за криптовалути што се во лаунчпад и треба да излезат во криптопазарот. И сега, нормално, пошто тоа веќе не е проект што веќе со фул капацитет, со целосен капацитет, туку е на почеток и мораме ние да се базираме на white paper. Но меѓутоа, за жал, white paper, како што знаеме, книга на книга можеме да пишеме се, можеме да избришеме се, но меѓутоа дали тие работи, тие ветувања ќе се остварат? Тоа е многу битно. Исто така во фундаменталната анализа. Пример, сега морам да спомнам Cardano. Зошто Cardano имаше спуштање доста време? Затоа што Cardano, да ги подсетам многу, компатибилноста на паметни договори ја направи дури лани во септември. А тоа го ветуваше уназад години. Затоа Cardano стагнира во цената. Значи, гледаш како се тие работи поврзани. Значи, мора тоа што им го ветуваш, затоа што веќе зборуваме за организација што стои за проект, значи програмери, група на програмери, во случајот пример во Cardano, тие како што ветуваат требаше да се случи многу порано, но меѓутоа не се случи, затоа негативно влијаеше на цената на Cardano. Тоа де факто не значи дека проектот е лош, туку тоа значи дека мора тие што ги имаме како програмерите, тие што ги дале тие датуми, кога треба да направат одредени апдејти, промени во мрежата, тие треба да стојат на тој датум. И тоа е многу битно така за цената. Значи, дали тоа што е ветено во white paper, во белата книга, дали се исполнува реално и дали е на време тоа направено. Исто така, сега, мора, како што ти викав, кај токеномијата, таа е сепак посебна област и е многу покомплетна, ако сакаш можам да дојдем по-детално тука за фундаментална анализа. Али токеномијата дефинитивно... Дополнително за овие работи, луѓето ќе си ја земат книгата и ќе прочитаат детално што имаш образложено таму. Значи, идејата е да се
да се промовира овде содржината, не да се прераскаде целата содржина. На крај две работи сакам да те прашам. Првин, поврзаноста на крипто и одржлива економија. Одржлива економија во секој поглед, значи енергетски, ресурсно и на крајот на краиштата како начин на заштита на средината, значи тие три работи, значи во куп. Значи први ново прашање, па на крајот ќе финализираме со едно така лајт прашање. За одржливост на криптовалутите? Не, значи поврзаноста на криптовалути и одржлива економија, значи одржлива економија во смисло на ресурси, енергија и на заштита на средината. Добро, се ова повеќе ми звучи како ESG стандард за фирми во западниот свет. Мене многу печев. Океј, види, знаеш како? Прво и основно треба да разбереме дека во овој универзум, во овој свет што поставиме, се е енергија, вибрација и фреквенција. За нешто да постои и да функционира, тоа де факто е вид на енергија. За да се случи промени во блокчейн мрежа, тоа сепак де факто повторно е енергија. Сега, за жал, пошто биткоин е единствената вистински 100% децентрализирана мрежа, биткоин е често сатанизиран, затоа што многу бил неодржлив, бил многу валкан, dirty energy, не бил green energy, како што глобалистите сакаат да милуваат да кажат. Ако споредуваме неговата потрошна на биткоин, тоа е 0,1, можеби помалку проценти од глобалната потрошувачка на електрична енергија. Прво тука да почнеме. Сега, од тие 0,1% тие се многу помалку, затоа што веќе ние со текот на годините имаме доста рудари и професионални фирми што се занимаваат со рударење на биткоин. Тие поголемиот дел од нив веќе, јас верувам дека негде стигнавме преку 50%, од нив веќе манираат со зелена енергија, значи со обновливи извори на енергија. Тоа не е спорно и тоа може да се користи понатака. И така да, тука нема емисии на CO2 во воздухот и тука нема никакво загадување. Сега, многу јасно е дека треба да се потроши одредена енергија внатре во мрежата, за таа мрежа да остане одржлива со тек на време, децентрализирана и сигурна. Затоа што е поентата вие да бидете дел од некоја мрежа ако таа нема сигурност? Не сакам да спомнам други проекти, имаше проекти каде што буквално имаше блокчейнот им се запре неколку пати. Поради таа централизираност и поради овој алгоритм консензус внатре во блокчейн proof of stake. Значи, тие се тие работи прво што треба да ги погледнеме реално во очи, затоа што ако сакаме децентрализираност и сигурност, дефинитивно proof of work е подобриот начин. Сега, како што ви мејнстримот за ова глобално затоплување, сега тој мејнстрим наметнува каде што и да се работи во овој дигитален свет, дека не треба да троши никаква енергија. Сега доста нови проекти и во последниве 2 години која ќе погледнеме, сите криптовалути, скоро сите, со исклучоци некои, се базирани на доказ за удел. Што значи нема потреба за майнирање, нема потреба за трошење на електрична енергија. Пример во споредба сега Ethereum е за 99,7% по-зелен, така да народски кажано, green energy, зелена енергија, значи нема майнирање со графички картички. Сега, кои се негативностите, преска ги спомнав, тука доаѓаме веќе до одржливост. Што се подразбира по одржливост? Дали одржливост се подразбира само CO2 или одржливост се зборува за целиот систем?
Ако зборуваме за целиот систем, за тој систем да биде одржлив и сигурен со тек на време и да бидеме сигурни во таа мрежа, де факто мора да се троши енергија и таа енергија се користи за стабилноста на мрежата. Така да можам да кажам дека од денешниве криптовалути што ги гледаме, негде од прилика се 20.000, постојано излагам нови проекти и тоа видиме ќе биде така. Нема да се смени ништо и понатаму ќе излагам нови проекти постојано, но меѓутоа постојано ќе има проекти што умираат и што ги снемува. Зошто? Затоа што едноставно немаат никаква посебна иновација. Од џабе ти вадиш нова криптовалута кога немаш никаква иновација. Нели тоа спомнавме во фундаментална анализа. Кога гледаш фундаментална анализа, исто така пазиш и гледаш дали тој проект има иновација. Што е поентата на уште еден Layer 1, што е сличен со другите што постојат. Зошто мене како инвеститор би ме натерало да купувам нивната криптовалута? Значи, тие се тие работи. Али, одржливоста, како што ти реков, таа тема е, како да речем, меч со две острици. Зависи од која гледиште го гледате. Меѓутоа, ако гледаме за одржливост на самата мрежа, биткоин е најсигурната мрежа за воимина. И зошто ова морам да ја потенцирам? Затоа што блокчейн на биткоин блокчейн не може да се промени. Не може да има hard fork, тоа се вика hard fork популарно, цврста вилушка, значи каде што има промена внатре во алгоритмот на самиот блокчейн, како функционира во консензусот и така натака. Тоа се случи, hard fork се случи сега со Ethereum. Таму може, во биткоин не може. Значи, тие креаторите што биле, се троши на комото што е подпишан, тие креатори одлучиле дека подобро ќе биде и подржлива мрежата ќе биде и ќе даде на сигурност на долги стази, на долга патека, кога самиот алгоритм не може да се промени. И така да одржливоста нас се гледам тука, пред се, него на другите популистички идеи. Така, за крај, каде може да се набави книгата? Значи, продажни места, онлайн, за сите оние кои што го следат ова интервју, кои што се заинтересирани за книгата да можат да ја купат. Книгата, почетената верзија, ќе излезе на 21 ноември, ќе биде достапна во сите книжари широм Македонија. И тоа ќе биде првото издание на оваа тема во историјата на Македонија. Ќе одиме со книжно издание, како што реков, прво на македонски и после понатака отприлика проценките се за нареден месец да има исто англиска верзија, што ќе оди глобално, ќе се продава и на Амазон и на сите светски продавници и понатака ќе има и преводи на други јазици од соседните земји и така натака. Да поентата е да биде ова книга, мене целта ми е да биде што подостапна за повеќе луѓе, затоа што во книгата се офатени сите теми, затоа не го ставив насловот фундаменти на криптоиндустријата, затоа што светот дефинитивно е индустрија, затоа што еден збир на економии, на друштва што водат економија, тоа значи индустрија, така да дефинитивно е таа индустрија. Дефинитивно поентата, главната цел со оваа книга ми е луѓето да ја видат вистинската вредност, да видат дека ова е посебна наука, ова не се само некои парички што цената им оди горе-долу, туку ова е еден нов вид на технологија и на економија. Многу поинаку од ова централистичка наследена економија и исто така да се запознаат со тие дигитални валути, CBDC, дигитални валути на централни банки, да се запознаат со нивната опасност, затоа што пред се, како што рековме пред малку, информацијата е пред се. Информацијата е двигател на се. Да ми е битно да имаат вистинската информација, да знаат точната информација и после они сами да одлучат на кој пат да одат, дали ќе биде децентрализиран или централизиран. Така, Дарко, ти благодарам за ова гостување, за ова исцрпна анализа што направивме. Ти посакувам среќа со книгата и со наредните проекти и се гледаме во некоја наредна прилика.
Ти благодарам, Владко, ми беше чест на ово гостување и се надевам дека следниот пат ќе зборуваме исто така за интересни теми. Секој добро. Секој добро.